Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Петок, 28 октомври 2016, слушате Пулт на Радио Слободна Македонија. Добар ден и добро дојдовте на оваа фреквенција. Јас сум Славица Арсова, уредник и водител на програмата која ќе ја следите во следниот час. Судството се најде како топ тема во одредени политички прашања во изминатите 2 години. Силни напади кон неговата независност, за кои минатата недела транспарентно проговори првиот човек на судскиот совет. Повод беше нападот од специјалното јавно обвинителство, односно повикувањето на распит на 5 суди од Управниот суд. За ова, но и за многу други прашања од сферата на судството, денеска ќе разговарам токму со првиот човек на судскиот совет, господинот Зоран Караџовски. Останете, почнуваме веднаш по музичкиот вовет. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Како што најавив на самиот почеток, мој гостин соговорник, председателот на судскиот совет, господинот Зоран Караџовски. Добро дојдовте во Пулт на Радио Слободна Македонија. Добре ве најдов, благодарам на поканата. Господине Караџовски, повод за овој разговор е пресконференцијата која имавте минатата недела, на која што обвинивте дека специјалното јавно обвинителство врши одредени притисоци и незаконски постапува со повикувањето на 5 суди од Управниот суд на распит. Што беше повод за да реагирате на овој начин на постапувањето на СЈО? Иницијална работа за која што ние реагиравме со организирањето на пресконференцијата беше информацијата која ни ја достави председателот на Управниот суд дека еден судија, првиот што беше повикан да се јави во петокот во специјалното јавно обвинителство, е повикан и ние нормално во рамките на нашата надлежност ја добивме по официјален пат таа покана од председателот на Управниот суд и по констатациите кои што ги утврдивме од самата покана, заклучивме дека се работи за непринципилно и незаконито постапување на специјалното јавно обвинителство. Накратко би образложил зошто. Со оглед на тоа што во таа покана беа наведени сите лица кои се осомничени, се повикуваат како осомничени, а не во друго својство, и во таа покана е наведено конкретното кривично дело за кое се товарат, знаеме за кој конкретен предмет се работи и за кои преземени дејствија, така што од нашите преземени дејствија, веднаш по добивањето на информацијата од председателот на Управниот суд, констатиравме дека се работи за аномалија во постапувањето, односно за незаконито постапување на специјалното јавно обвинителство, бидејќи во конкретниот случај судиите, советот од 5 на Управниот суд, одлучувал и донел одлука во рамките на своите законски надлежности. Да напоменам дека уставно начело, преточено и во Законот за судови, е дека судијата не може да биде повикан на одговорност за искажено мислење и за донесување на одлука. Значи, јас тоа го образлагам со оглед на тоа што го имавме во предвид за кое кривично дело се гонат. Што значи тоа не смее да биде повикан на одговорност за своето постапување? Кои правни акти и кои меѓународни правни акти го регулираат овој дел и на кој начин? Значи, согласно меѓународните стандарди, прифатени од Република Македонија, го спомнав уставното начело дека судијата не може да биде повикан на одговорност за искажено мислење и за донесување на одлука. Тоа не значи дека има право да врши кривични дела или да одлучува онака како што сака судијата. Се работи за ситуација каде што врз основа на законско постапување, врз основа на конкретните факти и докази кои што се наоѓаат во предметот, судијата има право врз основа на своето слободно судиско убедување да ја донесе соодветната одлука. Ние ги имавме предвид сите тие околности и со оглед на кривичното дело за кое се товарат, иако ги немаме нормално доказите, ако ги има специјалното јавно обвинителство, многу ни е јасно дека се работи за незаконито постапување од страна на специјалното јавно обвинителство. Специјалното јавно обвинителство веднаш после вашата пресконференција реагираше и тие велат никој не може да биде ставен над законот и секој е должен да одговара доколку законот го прекршил.
Тие одговараа на вашето обвинување дека не смеат, односно е незаконски да ги повикуваат на одговорност судиите за донесена одлука. Како реагирате на нивниот коментар? Значи, кажано како памфлет, и точно е дека никој не смее да биде на законот и не може да биде над законот, па ниту судиите. Затоа и се заколнале кога станале судии дека ќе судат врз основа на Уставот, законите во Република Македонија и меѓународните правни акти ратификувани од Собранието на Република Македонија. Ние знаеме, не да сме убедени, знаеме дека во конкретниот случај судиите постапувале сосема совесно, одговорно и во рамките на своите законски надлежности во донесувањето на нивната конкретна одлука. Затоа и реагиравме. Затоа на некои ми изгледа избрзано, дека беше тоа за кратко време организирана пресконференцијата, бејќи сакавме да предочиме пред да почне распитот, да укажеме на едно незаконито постапување и да предупредиме дека и ние можеме да кажеме никој не е над законот, па ниту обвинителите. Значи, секој си одговара за своите постапки на крајот. И јас стојам за тоа што го кажувам и во секое време, значи, времето тече, овие постапки ќе си продолжат натаму и сум подготвен по крајниот исход повторно да разговараме што и како ќе се случи натаму со овој конкретен предмет. Господине Караджовски, имало ли и претходно вакви случаи, некој да повика на одговорност судии за нивното постапување? Која е разликата помеѓу претходни случаи во кои што се барала одговорност од судии и конкретниот случај во кој што говориме, кој што го покрена специјалното јавно обвинителство? Значи, нема одговорот или оправдување мое да барам дали сум бил член на судски совет во тие периоди или не. Ќе се задржам на фактите. Значи, најпресен и многу експлоатиран случај во јавноста е така наречениот случај Јустиција, Со прекршочниот суд. Од прекршочното одделение во Основен суд Скопје, каде што и се уште не се за дел од судиите завршени постапките, се обвинети. Во конкретниот случај се заработи за сосема различна работа. Тие не се товарат за искажено мислење и за донесување на одлука, туку за грешка, односно за незаконско постапување, односно непочитување на одредбите на Законот за кривична постапка, ненавремено доставување на пресудите, заради кои дел од предметите застареле и така не можеле да ниту да одат во жалбена постапка, ниту да се реализира извршување доколку станале правосилни пресудите. Значи, во конкретниот случај ќе повторам, пресудите што ги донеле судиите не се проблем во случајот Јустиција. Проблемот е непостапувањето, така. Непостапување, значи непочитување на законските одредби. Значи, тука во рамките на надлежностите на судскиот совет може да не стори у судијата кривично дело, меѓутоа може заради непочитување на одредби судење во неразумен рок, непочитување на рокови за закажување на рочишта, ненавремено пишување на одлуки и така натаму може да повлече дисциплинска одговорност на самиот судија доколку не ги почитува законските рокови. Значи, во конкретниот случај за тоа се работи. А дополнително тука и само еден од судиите се повика на имунитет во тој случај Јустиција. Ако добро се сеќам, имаше дури и врз основа на претходен договор со обвинителството донесени пресуди во тој случај, што значи дека имаше и признавање на вина од страна на судиите. Од колегите суди што беа обвинети тогаш, признаа вина, се спогодија со обвинителство, правосилни се одлугите, дел од нив веднаш поднесе оставка на судиските функции, така што веќе не се суди. Само еден судија од нив кој што беше осуден не поднесе оставка, така што во законска постапка судскиот совет со поведување на дисциплинска постапка со сите процедури согласно Законот за судски совет беше разрешен од страна судскиот совет на Република Македонија. А за останатите, мислам и судските службеници кои што беа инволвирани, се уште се води кривична постапка и не е завршена.
На вашата пресконференција обвинивте за незаконско постапување, споменавте и нестручност, споменавте и навреда врз судството од страна на специјалното јавно обвинителство. Јас би ве прашала за уште една димензија. Управниот суд представува многу важна институција кога станува збор за изборниот процес. Изборите се закажани за 11 декември, а токму во рацете на управниот суд ќе треба да се најдат сите приговори и жалби на спроведувањето на изборите. Дали е случајно отворањето на постапки против суди од овој суд токму во предизборието и откако изборите се веќе распишани, а парламентот распуштен? Значи, може би имам свое мислење, како председател на Судскиот совет на Република Македонија, не можам да обвинам дека се работи за такво постапување, тенденциозно и темпирано постапување на специјалното јавно обвинителство. Од секогаш и сега тука ќе повикам на соработка со сите државни органи и со специјалното јавно обвинителство. Нормално, јас го гледам како државен орган во моментот за кој што парламентот донел закон, функционира и постои во општественото живење и е дел од правниот систем и од правосудниот систем. Со тоа немам проблем и сме подготвени на соработка. Меѓутоа, иритира непрофесионалниот однос, неетичкиот однос и на крајот го имам истакнато и некултурниот однос од страна на функционер во името на еден јавен обвинител. Значи, ние можеме да се расправаме, условно речено, со факти и со докази и со аргументи. Обвинителот, негова законска надлежност е да поднесува обвиненија доколку има основи на сомнение дека некој е виновен. Меѓутоа не е дозволиво и на никој обвинител и на никој лице во ниту една држава не му е дозволено јавно да навредува било која фела, дали се работи за судската, дали за новинарската и така натаму, неаргументирани напади дека сите судии се несовесни, па со конкретизација само без кажано име, сите знаеме за кои судии се работи, дека може би не биле ни луѓе и така натаму. Значи, тоа не може да се прекјути и никој тоа во ова држава го нема право. Како што судијата што треба да работи по закон и тој што е обвинет, доколку има докази и се утврди во законита постапка, ќе се одговара согласно законот и ништо повеќе и ништо помалку. Сите права како обвинет во судницата ги има. А изрекувањето од висок функционер, особено кој што е секојдневно во јавноста и чие работење се следи и од меѓународната јавност и од натрешната јавност, да се искажуваат зборови за цела една фела како што е судската, тоа по мене е крајно непрофесионално. Во повеќе наврати, како што самиот велите, специјалната јавна обвинителка Катица Јанева изрази сомнеш околу постапувањето на одредени судии, како и на судството во целокупност. Има ли доставено конкретни представки специјалното јавно обвинителство до вас како судски совет, доколку сметале дека некој од судиите постапувал незаконски? Најава имаше, колку што се сеќавам, уште од пролетта, март, април, од пресконференциите кои што ги одржува специјалното јавно обвинителство, дека ќе доставеле некакви известувања, информации, представки до нас како Судски совет на Република Македонија. Тоа беше повторено и пред скоро време, пред 10 дена. Мислам на тоа интервју на кое што јас реагирав на една телевизија со национална концесија, меѓутоа до денес, до овој момент, никакво известување, никаква информација, ниту представка, ниту поплака од страна на специјалното јавно обвинителство до Судскиот совет не е доставена за ниту еден суд и за ниту еден судија во Република Македонија. Овие квалификации за судството кои што рековте беа изнесени, се изнесуваат во јавноста подолг временски период, може би уште од формирањето и првите постапки кои ги отвори специјалното јавно обвинителство. Сето тоа во јавноста го отвори прашањето од можноста за формирање на специјални судови, па откако се утврди дека такво нешто би било спротивно и на законите и на уставот на Република Македонија, сега се зборува и се актуализира прашањето за можноста за формирање на специјализирани оделенија во рамки на судовите кои што би постапувале само по предметите на специјалното јавно обвинителство. Каков е вашиот став за тоа? Има ли потреба да се формираат вакви специјални судски оделенија и како би можело тоа да се изведе во рамки на законите кои што ги има? Бидејќи стриктно Уставот не дозволува создавање
и организирање на вонредни судови, а сето тоа може да се организира во рамките на редовното судство. Со оглед на тоа што во Основен суд Скопје е формирано специјализирано судско оделение за судење на кривични дела од организираниот криминал и корупција, други оделенија специјализирани не се предвидени, туку како и за сите останати судови се наведува во Законот за судовите дека работат во оддели. Доколку, значи прво морам да кажам дека јас не сум поборник и не се согласувам за формирање на такво специјализирано судско оделение. Морам да кажам и тоа дека никој не се обратил до нас за мислење од релевантни институции, дали домашни или меѓународни, за мислење по однос на ова прашање. И ние сметаме дека во рамките на тоа оделение кое што го има во Основен суд Скопје, кое што си ги извршува своите функции за кое што е создадено, може да се реализираат и овие предмети. А заговарањето на такво судско оделение со постојната законска регулатива не е можно. Нужна и неопходна е законска измена на Законот за судовите, доколку се сака да се воспостави некакво ново оделение за било каков вид и за било какво постапување по некакви специфични предмети, како што во конкретниот случај се предметите кои што ги гони специјализираното, кои што ги гони специјалното јавно обвинителство. Меѓутоа, тука не би бил крајот, затоа што поборниците на тоа дека судството не е во ред, неоснованите напади, непринципијалните напади на судството и задирање во независноста и интегритетот на судиите, веќе одат чекор понатаму и се постава прашањето кој би одлучувал во жалбена постапка по тие предмети, доколку евентуално има, па така би оделе и до апелациониот и до Врховниот суд, кој би постапувал по тие предмети. Зборувајќи за паралелата и за она што значи законско разграничување на надлежности, сведоци сте, иако не е во надлежност на судскиот совет, дека постојат одредени спорови, одредени прашања кои што меѓусебно треба да ги решаваат специјалното јавно обвинителство и основните јавни обвинителства. Така беше преземањето на предметите кои беа со кривични пријави од Социјалдемократскиот сојуз врз основа на прислушуваните разговори. Па минатата недела видовме и едно отворено писмо кое обвинителите и го испратија на Катица Јанева и на специјалното јавно обвинителство, во кое ја обвинија со слични квалификации како што излеговте вие за незаконско и непрофесионално работење и кршење дури и на етиката во работењето на обвинителствата. Помеѓу примерите кои ги наведоа во тоа каде се специјалното јавно обвинителство има постапено надвор од своите овластувања, беше и случајот со приведувањето на градоначалникот на Пустец Едмонд Темелко. Каков е вашиот став за тоа? Бидејќи тука стануваше збор за прашањето имало или немало незаконско приведување на Едмонд Темелко, ја слушнавме специјалната јавна обвинителка во едно интервју како вели дека се работело само за времено незаконско приведување, а потоа тој бил изведен пред надлежен судија. Кој е вашиот став за овој случај? Значи, без да навлегувам во двата органи кои што се јавни обвинителства и писмото кое што основното јавно обвинителство Скопје го отвореното писмо го достави до специјалното јавно обвинителство, за дело што ме прашувате, би искоментирал дека во овој дел се согласувам со констатациите на основното јавно обвинителство и дека секое незаконито лишување од слобода не може да се мери со време. Значи, без разлика дали се работи за секунди, за минути, за часови. Значи, тоа што е незаконито не може заради немањето на квантитет на време да добие во квалитет и да нема аномалија. Значи, доколку е прекршен законот, не може да разговараме дека се работи за кратко време, па за тоа нема да има никаков проблем. Тоа што е незаконско е во ред. И судиите на претходна постапка, сега порано истражните суди, токму во овој дел законитоста на постапката ја утврдуваат при преземање на определени истражни действија, при определување на притвори, дали е законито приведувањето, држењето, колку часа и така натаму, согласно Законот за кривична постапка.
Минатата недела специјалното јавно обвинителство со судска наредба влезе во просториите на Управата за безбедност и контраразузнавање. Во текот на целата таа постапка, неколку дена траеше проверувањето на тоа дали може да се преземат одредени докази, дали е потребна стручна помош од овде, од експерти или од надвор. Постоја обвиненија дека не се спроведува законски донесената судска наредба за специјалното јавно обвинителство да постапува и да врши претреси во рамки на Управата за безбедност и контраразузнавање. Имаше ли во овој случај непочитување на судската наредба? Значи, во овој дел би кажал дека и на одржаната пресконференција во четвртокот бев нападнат и сега се толкува дека не сум дал одговор на прашање во врска со оваа судска наредба. Меѓутоа, јас и тогаш кажав и сега ќе кажам, на барање на обвинителството, во случајот специјалното јавно обвинителство, основниот суд Скопје издал 2 судски наредби. И со тоа, барањето на специјалното јавно обвинителство е исполнето и дотаму судот си ја заврши својата работа. Значи, јас како конкретен предмет да го нема ни потреба да го имам основите заради што е побарано и така натаму. Меѓутоа, сега нападите и врз мене и врз судството беа зошто не реагираме, бидејќи наводно не се почитувала судската наредба, па во УБК се правеле обструкции и така натаму. Законска основа, согласно Законот за кривична постапка, нема издавачот на судската наредба, односно Основниот суд Скопје да следи натаму што се случува од кога е издал наредбата. Значи, никој не реагирал ако имаме предвид дека судската наредба е една од одлуките што ја носи судот покрај решенијата и пресуди. Ако е така, во конкретниот случај имаме на непочитување на судска одлука, што представува кривично дело. Доколку е така, слободно може некој кривично да се гони во врска со тоа. Мислам дека нема такви пријави. Меѓутоа, досега нема такви пријави. Не знам дали ќе има и дали има незаконито постапување. Информациите ги имам од медиумите, значи различни страни, од различни аспекти, различно ја информираат јавноста. Значи, тоа го кажувам и го повторувам и сега. Значи, судот законски нема ингеренции да ја извршува реализацијата на судската наредба. И сега, после неколку дена, веќе гледаме дека доброволно специјалното јавно обвинителство веќе не е во УБК, колку што ми е познато од медиумите, се чека некаков експерт да дојде и така натаму. Значи, сега се постава прашањето дали и натаму стои на изјавата специјалното јавно обвинителство дека не се почитува судската наредба или се работи за некаква друга ситуација. Од тие причини јас реков дека тие се информациите што ги имам и кај постапувањето на судот, бидејќи јас сум представник на судската власт, а не сум ниту на МВР, ниту на обвинителството, за нивното работење не можам јас да одговарам. Ги споменавте во вашиот одговор медиумите, на пресконференцијата обвинивте за извршен притисок врз судството од страна на новинарите и на медиумите. На кој начин ви вршат медиумите притисок? Значи, како што сите професии, особено судската, јавно-обвинителската и новинарската професија има кодекс на етика за своје однесување. Значи, во овој дел, според Судскиот совет на Република Македонија, има непринципиелно известување, има неточни известувања за работењето на судството и тоа го имам кажано според нас со некаква заднина или некакви дневно-политички интереси. Значи, во голем дел случаи, за мене некои така наречени новинари, кои што не се новинари, пишуваат и објавуваат некакви работи кои што воопшто немаат врска со вистината и тие се сместуваат обично во рубрика трач. Тоа не е ниту жолт печат, затоа што во жолтиот печат сепак има вистина. И сега ако собериме еден куп невистини за некакви цели или за да заработиме нешто од пари, тоа крајно представува вршење на притисок на работата на судството, затоа што се дава искривена слика за работењето на судовите, на судството, за нечесен пристап кон својата професија.
Значи, кодексот на новинарската етика, кога што ми е познато, не дозволува лажно прикажување на факти и клеветење на тие што не ти се допаѓаат. А крајно, јас сум изненаден од односот на дел од новинарите, за кои што чувствувам дека нешто лично против себе имат и секоја се прашувам дали евентуално некој од тие новинари или некој од нивните семејства евентуално сум ги судел, па нешто имаат нешто лично против мене. Дори дотаму ми одат сомненијата и не ми е разбирливо. Јас и од тука повикувам на соработка, на отвореност и и како орган во рамките на законските надлежности ние сме транспарентни и отворени за јавноста. Меѓутоа, се извинувам, тоа го кажав и на пресконференцијата, тој што сака криво да извести и да прикаже слика како што не му одговара, ние не можеме да го спречиме. Очекувате ли специјалното јавно обвинителство да отвара и нови предмети за судии? Значи, мислам дека не одговори до крај на едно од претходните прашања, кој што беше дека во врска со изборниот период во кој што веќе сме влезени, а дел од работата заедно со Државна изборна комисија го има и Управниот суд во врска со изборите. А дали очекувам, тоа е работа на специјалното јавно обвинителство, меѓутоа создавањето на слика и од претходно, и ако се сеќавате уште од почетокот на годината, од почетокот на работењето на специјалното јавно обвинителство, во една ситуација беше само нафрлено на една пресконференција дека ќе се води постапка и против суди од Управен суд, а тоа представува еден непринципиелен удар врз Управниот суд, фрлање на темна дамка, која што некому утре може би ќе му послужи за да го наруши легитимитетот и на тој суд и на целото судство. И да не може јавноста да разбере дали се работи за некакво незаконито или законито постапување. Значи, во тој дел сметам дека треба многу да се внимава и судската, како и обвинителската фела треба да се внимателни, особено во предизборен период, кога политичарите се обидуваат за нивни дневно политички цели да искористат се, тргнувајќи и од вас медиумите, па и од судството и од обвинителството. Значи, сите треба да си го зачуваме дигнитетот на својата професија. Какви механизми како судски совет имате да ги заштитите судиите и судовите од ваквите напади за кои зборувате? Значи, една од формите искажавме некни на пресконференцијата, значи во соработка и во согласни со сите суди и председатели на судови, ја одржавме пресконференцијата за да кажеме и да укажеме дека ние како орган меѓу другото стоиме да ја заштитиме независноста на судиите, да го зачуваме угледот на судиите и довербата на граѓаните во судството. Значи, таа е една од основните функции покрај изборот и разрешување на судии. Секојдневно комуницираме со судии и со судови, доаѓаат и одиме во посети на судови, значи во рамките на нашата работа е контрола и следење на работата на судиите и во секој момент јавно и вака и преку микрофон искажуваме целосна поддршка на сите судии кои што постапуваат законито, совесно и честно и само единствено така секој може да ја зачува својата независност и дигнитетот на судството да се подигне. Крајно ние како Судски совет на Република Македонија со нашето работење, барем додека сум јас председател, јавно и јасно укажуваме дека секој оној што ќе се огреши од својата работа ќе мора да биде соодветно санкциониран. Секако доколку некој стори кривично дело, тоа не е во нашиот дел, кривичното гонење го презема јавното обвинителство, доколку има елементи за дисциплинско санкционирање, си има соодветна постапка што оди преку Судскиот совет. Меѓутоа мораме да укажеме дека на огромниот дел, најголемиот дел на судии кои што несомнено се честни, професионални, со интегритет судии, со искуство,
дека им даваме безрезервна поддршка и дека нема да бидат оставени сами доколку совесно и честно извршуваат својата функција. Еден од најнапаѓаните судови очекувано беше Скопскиот кривичен суд, во кој што се најдоа најголемиот број на барања за постапување од страна на специјалното јавно обвинителство. И на овој суд, односно на председателот на овој суд, како и на председателот на Врховниот суд, им истекува мандатот наскоро пред изборите на 4 декември. Докада е постапката за избор на нови председатели на овие судови и како го оценувате досегашното работење на првите луѓе на овие институции? Точно е дека во тек е постапката и мандатот истекува на датумот, како што кажавте, на овие два председатели, на најтранспарентните, да речем, најинтересни судови и за јавноста во Република Македонија. Да, на 4 декември истекува нивниот мандат. Огласите за избор на нови председатели се завршени. Се уште задоцнети пријави по пошта, евентуално во текот на денешниот ден очекуваме да видиме дали ќе дојдат, за да може да го заклучиме и да продолжи натамошниот законски процес на утврдување на навременост, дозволеност, комплетност на документација, па потоа следува согласно законот за судовите тестирање на психолошко тестирање и тестирање на интегритет и така натаму, па правење на ранглисти. Со оглед на тоа што се наоѓаме во изборен период и со оглед на препораките и мислењата на Државната комисија за спречување на корупција во предизборниот период, ние нема да бидеме во можност да извршиме избор на нови председатели, додека не завршат изборите, иако јас лично не се согласувам со таквото мислење, затоа што ние сме независна судска власт и независно од политичките партии од другите две власти, ние треба и натаму да се извршуваме нормално нашата функција, меѓутоа мора да ја почитуваме препораката на Државната комисија за спречување на корупцијата, така што изборот на председатели на овие два суда ќе го извршиме по конечното завршување на парламентарните избори закажани за 11 декември. За крај би ве прашала како прв човек на судскиот совет, во повеќе извештаи на Европската комисија, во очекување сме на уште еден извештај за напредокот на Република Македонија, имаше забелешки за судството во Република Македонија. Кои се вашите забелешки? Имате ли одредени предлози како не само имиџот, кој што очигледно беше загрозен особено во изминатите 2 години во екот на политичката криза, туку и самото функционирање на судството да стане подобро? Како активни чинители во креирањето на политиките на судската власт и во секојдневното работење, и како судија и како сега како член на судски совет, значи како практичари во работата, секако дека имаме во голем дел од повеќе закони кои што ја тангираат нашата работа, мислења за подобрување, за поквалитетно извршување на функцијата судија, за побрза и поефикасна правда и поекономична постапка. Ова е широка тема за разговор, значи стојам на располагање евентуално за некоја една емисија да разговараме во овој дел. Само би напоменал дека се нужни промени во однос на начинот на оценување, затоа што од еден систем предовме во друг систем на оценување на судиите, што директно таквото оценување влија и на можноста за натамошно напредување. Треба повеќе да се имат предвид и да се озакони постапка за гледање на човекот, на судијата како човек, како персона во судница, односот спрема луѓето воопшто, односот спрема странките во постапката, спрема колегите, а не само како голи бројки врз основа на некакви квантитативни и квалитативни параметри кои што се сега зададени во законот. Господине Караджовски, ви благодарам за гостувањето во Пулт на Радио Слободна Македонија. Благодарам за поканата. Почитувани слушатели, останете на оваа програма. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.
Почитувани слушатели, го слушнавте разговорот со првиот човек на судскиот совет Зоран Караџовски. Зборувавме за специјалното јавно обвинителство, неговите постапки против судии од Управниот суд, за повеќе прашања кои го засегаат судството, неговата независност и всушност како ќе биде третирано судството во целото ова предизборие и ова политичка криза. Се надеваме во финале. Ве поканувам да останете на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија, ќе слушате многу добри емисии, многу добра музика. Јас сум Славица Арсова, уредник и водител на политичкиот магазин Пулт во продукција на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.